Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Бидејќи имаме многу прашања, затоа одлучив, еве вака јавно, да одеме со прашања и одговори. Значи, би сакал дел од сите вас кои што ми поставувате некои прашања, еве јавно, вака со лик, да излезам во пресред на сето она што вие го барате од мене. Значи, слободно можете да ми поставувате прашања за се што ве интересира и што е културно, нели? Има една тематика на која што разговарав овие денови. Тематика околу пости, не сакам на таа тема да разговарам. Затоа што се изнаслушав на некои работи кои што не содействуваат со мојот ум. Значи, да оживуваме еден лик и да правиме некои пости за нешто што за мене 3 пати додека не пропеале првите петли го издадел нашиот цар на царевите и крал на кралевите, нашиот спасител. Значи, не сакам на таа тематика да зборувам. Воопшто не ме засега духовни водачи, дали ги имат или ги немат од масоните во црна мантија. И што и да кажам, верувам дека нема да ви се допадне, затоа што вие сте длабоко навлечени во таа тематика. Едино што можам да ви соопштам е тоа што да гледате на промени и онаму каде што имате благодет, каде што имате среќа, каде што имате љубов, правете го тоа. А ако, например, се повеќе и повеќе тониме и упорно правиме нешто и велиме дека тоа го правиме од навика, и сега кога дознавме дека најголемиот шпион на нашиот спасител е тој, значи тоа некако не ме засега. И затоа не сакам да разговарам на таа тематика, ви препуштам на вас, самите секој да си размислите, да си гледате, затоа што за мене духовен отец е само Бог. Марија, голем поздрав до тебе. Љубов, љубов и само љубов и за тебе и за сите. Здраво, Љупка. Голем поздрав и до тебе, херој според нас на Белагнија и на Битола. Драгане, поздрав до Словенија. Верувам дека твоите активности во Словенија се во завршна фаза и верувам дека ќе го направиш она амбасадорско што го правиме за Македонија секогаш. Добро вечер, поздрав до тебе. Тони, поздрав и до тебе. Даце, верувам дека и ти имаш некои прашања, слободно прашај. Се гледаме викендот, Даце, во Кочени, каде што ќе имаме многу работа, бидејќи треба се спротивставиме на сето она што го прават сите онија кои што го прават против нас, а се пултрони на Семир Македонски, меѓу кои ти, Драгане, знаеш, брате, и еден лик кој што прв пат дојдовте кај мене, уште тогаш кажуваше дека ќе одел во пирамидите во Босна и дека таму некој си проблем што го имаше здравствен, кога ќе влезел и кога ќе излезел дека ќе го истиот проблем решил здравствен. Значи, се сеќавам многу баво на мојата прва средба со еден твој пријател Драгане, дека како се одвиваа работите тогаш и дека сето тоа што се случуваше и до ден денеска, Даце, што се случува и самиот си свесен со сето она дело кое што го поминуваш со Владо Павлов, дека секогаш ќе излегне дека најголем демнач бил Семир Македонски. Ја денес
очекувам уште една нова појава на небото, која што ви ја најавив. Мислам дека таа нова појава на западната страна после заоѓањето на сонцето, после саат време, ќе се појави она анегдота која што е поврзана со Александар Македонски и со оние звезди што ги гледате и символот на пчела. Значи, уште еднаш, Даце, еден голем поздрав. Се гледаме викендот. Спреме го Букефал. Ке имаме многу работа и можеме комплетно да разговараме на тематиката дека секаде како најголем демнач со сите оние што поминале преку Владо Павлов, а не се веќе со нас, е токму Семир Македонски. За останатите кои што значи се извинувам. Поздрав до Ристе Гиновски. Верувам дека после долго време ќе имаме средба и на кој што ќе разговараме, Ристе, за сето оно што сме го поминале заедно, каде што и ти си тука еден од блиските кој што си бил во еден одреден временски период со Владо Павлов. Поздрав до Микенката во Скопје, исто така и таа херој нас со Скопје, и верувам дека ќе го преблуди сето оно што и се наметна на низиниот живот, она болест, која што полека, но сигурно од сето оно што го поминува, тука сме сите ние, за да го надмине. Значи, за сите вас имам една изјава, имам една работа што сакам да ви ја кажам. Ова се мои детективски активности, ова се мои сомнежи, од сите оние кои што помина преку Владо Павлов, дека цвеќето на животот е пренесено од македонци кои што се блиску биле до Зечевич програма со... Значи, ова се наши сомнежи, затоа треба јавното обвинителство да настапи, затоа што во наредниот период ќе имат кривична сите, како што веќе имат некој кривична во основно јавно обвинителство Кочани, да се произнесат дали со споменикот оној кој што личи на Семир Македонски е изнесено и нешто од Македонија во Босна, затоа што на нив моментално им одговара сега нешто друго. За да ја направат целата она активност кој што се спремаат веќе 20 години со геоглифот, тие се ќе прават како што некогаш покојниот Ниче, и тој е учесник во сите овие сценарија, Ниче Димовски, велеше дека ќе преплатам 30 доктори да те направиме луд. Јас во тој временски период не знаев што сака да каже човекот, ама ете после толку години лека му земја, иако многу пати се посмеваше и велеше додека беше жив: Павлов, почивај во мир. А јас секогаш велев дека ги сакам сите и да не го прават тоа што не сакат на нив да го прават, или да не го пишуваат тоа што не сакат на нив да им се случи. А тоа е дека, за да според сите овие детективски истражувачки дејности мои, од она што го гледам од 2005 година, мојот сомнеж е дека високо е место каде што пристигнало цвеќето на животот. Зошто? Затоа што има некоја посебна тежина, а јас во некоја друга прилика ќе ви ја објаснам што значи тоа цвеќе на животот, што значи тоа создавање, што значи тој почеток. И морам да признаам дека оно што го има како белег цвеќето на животот
ние со Мак Орган и денес со Феникс МК Орган тоа го правиме. Значи, цвеќето на животот ја представува таа првата светлина без кој нема живот на земјата. Значи, тој е негативниот ион, тој е етерот. Тој е божество од прв ред, кој што било највисоко на пантеонот, затоа има и две дупки кои што служеле да биде највисоко. Како би го споределе денес цвеќето на животот од времето на древните македонски царства и верувањето на македонските цареви? Денес Ватикан или Источното Римско царство со правењето на Библијата од времето на Константин и Елена, кој што бил на смртна постела и станал најголемиот христијанин, кој што му наметнуваат на следните после Константин, биоскопија прават Библијата и каде што тој етер, кој што е представен со цвеќето на животот кај древните македонски цареви, денес му дале титула. Значи, денес му дале титула и стои највисоко на пантеонот. Таа титула е просветлениот со божественото знаење. Затоа оние кои што се спротивставуваат со мене и кои што сакаат да наметнат теорија на заговор, кои што сакаат да наметнат како во последните денови еден дедо Кромит, дека биле глупости или не знам што ли не, тоа е се од она кујна на оние кои што се самопрогласени масончина во Прилеп, а ги знаеме кои се тие, и се разбира главниот актер Поп Зоки од Бигорот. Оние кои што го сакаат Јован Крстителот како Бигор, а не како жива вода. И ги прашувам вака. Исус Христос е титула за лик кој што значи идентично на Египет како Амон Ра. Или Исус Христос е просветлениот со божественото знаење. Или Исус Христос е грифонот. Лавот и орелот заедно. А и грифонот е исто како цвеќето на животот. Што значи? Кое му е името на просветлениот со божественото знаење? Дали тој лик кој што денес на местото на цвеќето на животот во нашите свети храмови, каде што некогаш биле лекувалишта, тоа што го правиме ние со Агапи солените соби кои што ги воскреснавме од тој временски период, има име. Му го знаете името? Дали му го знаете името на тој лик кој што Библијата на византијците од времето на Константин и Елена или после Константин, биоскопите што ја прават, му дале име? Или ќе кажат у името на таткото, синот и духот? Каде е мајката? Ги прашувам јас. Каде е мајката? Каде е женската енергија? Најниску доле? Ја газат, ја понижуват? Па затоа и вака како што е. Со ваква женска енергија можеме побрзо да дојдеме до потонувањето на Атлантида. Ако понатаму се газе, идентично како на времето, што е правено со Марија Магдалена. Ја направија најголемата проститутка. А зошто? Затоа што треба да се уништи. А мајката земја е поврзана со женската енергија. Ако нема женска енергија вистинска, која што ќе биде љубов, нормално дека има разбрнување кај машката енергија. Се е тоа поврзано. Големата мајка не е тоа огниште што ви го представуваат од маџари според Владо Павлов? Големата мајка вели дека е огниште кај што жената треба секогаш да го одржува тај оган. Па ако нема љубов, како ги се одржува оганот кислородот во вас? Како, кажете ми? Значи, женската енергија е толку погазена, што на мажата само и го зима кислородот.
Наместо со кислород да се полне вашата крв, вие се полнете со CO2. Зошто? Затоа што не знаат црквата да ни каже, мислам лицата кои што се во црквата не знаат да ни кажат како се вика просветлениот со божественото знаење, дали тој има име, или ние ќе речеме сега Амон Ра, идентично на Исус Христос од христијанството. Амон Ра, дали има име? Ќе кажете Рамзес. Таткото и сино и духо. Каде е мајката? Каде е женската енергија? Нема. И тука е мамара, што би рекле прилепчани. И тука веќе за ништо не се разговара. И тука одма те прават секта, и тука одма те прават дека ти си не знам што ли не. Значи го почитувам Бог, веруете ми. И го правам сето тоа, се ово што го правам за Исус. Имаме безброј работи што се прави во нашите манастири свети. Имаме работи каде што ромчиња голи шетат по трескавец, а некои масони во црна мантија ги гонат. Дајте малку погледнете. Зошто нашите лекувалишта, каде што се лекувале древните македонци, каде што имало воздушна бања, каде што имало големо количество на негативен јон и на кислород. Зошто денес поради тие затворени врати се прави се и сешто? Јас ви уверувам дека ако женската енергија воскресне во вистинска смисла на зборот, без да има нешто друго, ќе се спаси земјата. А вака со понижување и газање на истата, или давање на големи привилегии, што го поминав тоа со моите бракоразводни парници, па тоа е многу мизерно. Тоа е многу бедно. Јас одговорно тврдам дека семејно насилство имат повеќе од 80% мажите него ли жените. Затоа што тоа им е дозволено на нив. Затоа што ти имат привилегии. Јас го поминав сето тоа. Јас го поминав затоа што пара, сегде е пара во Македонија. А вие го гледате премиерот Тино и сите се крстите во него. Не може Тино ништо да ви помогне, верувајте ми, затоа што над Тино има пара. Пара обвинителство, пара извршителство, пара све. Фала му на Бог што сум се уште жив. И уште водам војна со таа пара, на кој што врховно божество им е албанската популација. Одговорно тврдам, да. Зошто? Затоа што во недела, случајно или не, се видов со градоначалникот на општина Центар, со Герасимовски, и разговаравме на тематика за Беверли Хилс, кога Марија Талевска од барака број 5 дојде и кажа: излигувајте сите да видиме како воздух овде се диши. Дали знаете градоначалникот на општина Центар што ми каже? Владо, ние немаме ингеренции. Што значи дека ингеренции има Министерство за здравство. Тогаш министр беше албанец. Министр беше албанец, директор на контразнавачка служба исто така беше албанец. Каде што не случајно 2 пати престојува во Кочани, кога беа претресите во Кочани. Жално е, македонци, верујте ми. Сите вие што учествувате во заговорот против Владо Павлов, сите вие кои што не сте со него, блиски мои соработници, сите вие кои што сте сопруги на моите блиски соработници денес, или сопрузи, или на моите исто така блиски соработнички, сите вие им служите на албанската популација. И ќе ви докажам, и сите со име и презиме ќе ве запишем и ќе ве дадам пред мојот македонски народ. И да знаете, затоа повеќе престојувам
негде на друго место каде што пишувам книгата Гробот на Александар Македонски, со овие случувања денес и сите ви има со име и презиме. Што правите на вашите сопрузи, како добивате бенефити од друга страна, се е ставено. Што правите на вашите сопруги, како и вие добивате бенефити од другата страна. Нешто со бизнисче, нешто со платичка, нешто со работно место и така натаму и така натаму. Така е. Позади сите овие пара, стои албанската популација. И не наоѓа мана. Не наоѓа мана на албанската популација. Кога таа најдела начин како да ви купе дупе, македонци мои, јас би се поклонил на таа албанска популација. Секој им чест. Проблемот не е кај нив. Кај вас е проблемот, македонци мои. И затоа, немојте да се криете, ве знаеме сите. 30 години е Владо Павлов на сцена. 30 години сум поминал секој село, секој град и не знам каде ли не. Не може да се спремат случаеви, да се спремат сценарии од пара, обвинителство, пара, полиција, пара, судство, пара, ојо Скопје. Пара, извршители, пара, нотари, пара, адвокати и така натаму и така натаму. Ама зато е молк. Зато е молк. Денеска гледам и слушам што се правило во ојо Скопје. Па еден наш довчерашен пријател кој што учествува со оваа албанска популација ни наметнува во ова пара оборудовлочени, пара ојо Скопје, ми наметнува некое дело дека го демнеле. Ја воопшто не се замарам. Прво јас немам автомобил. Второ, тој живее во Скопје. Него ајде тоа ќе го проголтаме, затоа што секаде се појавуваат како дојавувачи, како не знам што ли не. И замислете, во ојо Скопје чистачката има највеќе стаж, 18 години, таа доаѓа ме се слушува. Нема ни записничар, нема ни јавен обвинител, нема ни ништо. Ми дават 2-3 слики кои што тој ги искористил, каде што мене ме обвинува и ми вели така и така. Јас си давам една папка докази против тоа момче. Не го интересира јавно обвинителство за Владо Павлов што му дава една папка што правил се. Истото момче кое што некогаш ден пред собраќајката велеше некој ќе го имит, ќе го немит. Истото тоа момче велеше дека на светско ниво ќе одекне таа секта во Кочани, кај што сакаа мене да ме сместат. Па зарем не одекна на светско ниво пулс. И замислете, сето тоа што се случувало претходно, малку е што ги правеле сите овие проблеми против мене од ова пара на крајо врх албанска популација во Македонија, на кој што тие се верни служители на хазарите и на евреите. Дали се работи за веледрогерии, дали се работи за Министерство за здравство, дали се работи за све. Значи, еврејската популација ја бара Македонија. И се појавува една екипа која што застанува во одбрана на македонизамот и нормално дека ова ќе се случува. Затоа што древните се албањани, кои што потекнуваат од албански планини од Рим, денеска се најголеми босови под капата на лажниот Израел. Па зато и тоа како пробен балон и го пуштија во Албанија, а целта е Македонија. И нормално, нешто што е најболно било. Замислите како одработувале сите овие. Пара, што учествуваат у сето ова што сите вие го знаете. Значи јас не сум кажал.
Сте води надвор слушни кој да. Иди надвор. Па ако, слушни си. Ке звонат цело време, слушни си. Уживо сме и мораме и вакви работи. Нема потреба да го прекинуваш. Значи, откаде тие сознание на некого да зборува насилник, а неговиот извршител во Кочани тоа го спроведува со дело? Откаде тие информации на некого да кажува дека на светско ниво ќе одегне неговата секта? И се случи Пулс. Дали тие имале друго сценарио, многу пострашно од тоа што јас сум го знаел за мене како Владо Павлов? Да. Да. Јас го верувам дека да. Затоа од првиот ден застанав во одбрана на сите родители и на сите починати кои што се со Пулс. Затоа од првиот ден кажав дека има експлозии, дека таму не може никој да влезе во таа континемирана средина внатре, дека тие што ви ги прават херои се наметнати херои за да не се дојде до оној што го извршил сето тоа. Тие кои што ви ја покажуваат прскалките, не знам дали знаете, ама оние кои што се обучени за такви работи, тие мора да имат чистачи отколку ќе се случи тоа. Како чистачите кои што го изчистија просторот после млажниот атентат на Киро Глигоров, каде што едниот Јован Кукузел тогаш беше министер за внатрешни работи, господинот Фрчкополис. Тој, татко на едниот Јован Кукузел, многу добро знаете што правеше неговиот полтрон тогаш, Палче. Значи се е тоа било припремано. Ама некако работите се изместија. И затоа мораме да се бориме со вистината, со правдата, и затоа мораме да ја кажеме еднаш вистината. Затоа денеска ви велам дека ова пара стои позади киднапирањето на цвеќето на животот. И ако е така, и се поклопува овој мој детективско анализирање и мој сомнеш, тогаш не треба да наоѓаме мана на албанската популација. Ова Радовлочани влезе. Јавен обвинител од Кочани тогаш кажа: 30 полицајци не може да извадат, па викнаа против пожарна заштита. Затоа кажав, над пара стои албанската популација и не и наоѓа мана. Ич не и наоѓа мана. Јас со албанците, кај да отидеме ќе разговарам. Јас сум првиот што сум седел и сум разговарал и сум кажал што значи белиот двоглав, што значи црниот двоглав орел. Сум седел и со блиски пријатели на Али Ахмети, кој што се во Козле, директор беше на Козле. И сме разговарале на ова тематика. Сме разговарале за Моше, сме разговарале за Искандер, за Иса. Ама тие не би биле тие, ако ние македонците не ги помогнеме. И затоа ќе бидете разочарани. Македонската партија и ова владеечка партија со Тино нема опозиција. Знам, е тука за СДС да сироваре, вреди е тука за да Дуи повторно биде тука, и тука нема никаква разлика. Се си течат процесите. Единствено само македонци мој Бог. Друг никој не може да ви помогне. А за да ни помогне Бог, треба да бидеме чисти, искрени. И секогаш ќе се држам на сето она. Мојот сомнеш ќе продолжам да го работам, ќе има други кривични во овој Кочани, да докажам дека тој артефакт е древен македонски и дека треба да се врати во Кочани и дека треба да има музеј во Кочани. Јас одговорно тврдам дека сето ова што сум го правил, што сум го истражувал, еве транспарентно пред сите вас
иако е пронајдено кај мене, се откажувам од наградата. Да не каже некој дека тоа Владо Павлов на крајот, кога ќе ги фатеме утесно, дека јас тоа го правам за некоја награда. Материјалното не ми значи ништо. И не го правам тоа за награда. Тоа го правам за возвишување на светлината. Но на светлина која што треба да владее над темнината. Но на светлина која што треба да ја воскресне вистинската женска енергија. А не ваквата денес. Материјална, купена, со лажни бенефити и со некои лажни стандарди и лажни чувства. Кога ќе воскресне вистинската женска енергија, тогаш и машката енергија ќе биде столб на Македонија. Се додека ја газат од црквата, овие 2000 години женската енергија, нема да има и машка енергија. А оние со плюс и плюс, кои што се најголемите виновници за ова состојба на светот, Бог, нека Бог ги стои над главата. Оние кои што заедно воскреснуваат некоја љубов, а таа љубов нема електроцитет, нема енергија и не создава светлина. Толку не сакам да зборам повише за нив. Не сакам да ги оживувам. Иако знам дека таа енергија нивна највеќе дава живот на она друга лоша енергија. Исто како што денес комуницирав со некој и кажав како можете да постите за некој што 3 пати го изневерил Исус, мојот спасител, додека да запеат петлите. Па за да се докаже сето тоа, треба ли на неговиот ден Бог да не... А колона, големиот крст и колона што се случува, и колон тоа ќе дојде. Јас сум ви кажал дека ќе дојде големиот крст. Јас сум ви кажал и претходно. Не можеме ние да се спасиме од она што доаѓа. Од тие големи катаклизми, од тие големи вулкански процеси, од тие големи земјотреси. Ама можеме да го намалиме дејството преку нашата љубов и преку нашите дела да не биде повеќе катаклизмично. Ама очигледно е дека ние не сакаме така, ние сакаме да биде исто како Атлантида. Па не знам. Имам сознание дека не е битно во кој град, ама ќе сватете, смоци се качували до 3 и 4 спрат. Стаорци почнале да излигуваат. Мачките надвор јадат. Не ги пуштат да ги јадат стаорците. Мечки почнаа по парковите на Битола да доваѓаат. Така да Бог не игра барбут, не му се меша му неговата одлука, а вие добро се сеќавате кога реков дека оставам на Бог. И би сакал тој ден, кога Бог ќе го испали целиот гнев врз нас македонците, да бидам во близина на тоа место. Да бидам во близина на тоа место. Да бидам под очите на гулабицата. За да видам од другата страна каде едно толку ќе ме однесе и мене. И дали Бог ќе дозволи јас да загинам. Би сакал. Навистина би сакал. Кога гневот ќе го истори, затоа што дефинитивно, верујте ми, овие цинци легија рома толку се навлегли со умо дека се богови, се додека небото не им падне на глава, нема да сватат дека треба да застанат. Тие не сваќат дека нашата карма што сме си го продале Исус им е дадена на нив. Тие не сваќат дека тоа што го доживуваат со Македонија го доживуваат поради гревот македонски. Ама некој го раздолжува тај грев за моите македонци што го ставиле Исус, што само Јован ја останал со него.
А кога ќе дојде Јован, не постите за Јован, ама за Петар сите ќе постите. А за единствениот што не го оставил Исус сам, никаде ништо никој не реагираме. Погледнете, македонци мои, пејалки, музика, продавање на мајци, продавање на зејтин, лицитација, јагнешко, раки, што ли не. И ќе ти кажат, ние планинарите шетаме по 5 километри. Ја мајката, пензионери по 5 до 10 километри. И толи што ќе се начука целиот од тие пиенки таму ка 5 километра ќе се враќа автобус или автобусите се до самата црква. Дали тоа не е блуд на нашите свети места? Дали тие свети места треба да ги користиме за мир, за медитација? Која е таа фреквенција таму? Која е таа фреквенција? Дали знаете дека лошата енергија дали знаете дека лошата енергија со оро се уништува? Например, со копачки. Зашто треба на такви места кога тие места се дадени од Бог, да има мир, да има позитивна енергија? Зашто треба на такви места да уништуваме ние лоша енергија? Или треба таа убава енергија да ја разбранеме? И затоа, ајде тапаните, зурлите, пејачката, идемо. Ама тие не ги гледа никој. Ама кога е во прашање Владо Павлов, он е се. Ало, од оне човек што се моли, што остава зејтин, крпа или нешто, вие му го продавате на лицитација пред очите на сите македонци. И Владо ви е крив. И велите Владо треска глупости. И велите теорија на заговор. Ја убаво прашав. Ајде прашајте го Привичани Кромидо. Колку зима пензија? Јас знам како се мачеме сите ние, како се бориме да дадеме плати, како јас секојдневно Битола, Прилеп, Скопје, Кочани, например, а тие како 2000 евра да зимат плата. Или некој друг овде помага. Ајде размислувајте со свој ум, без да наоѓате мана на никој друг. И кога ќе сватете дека и тоа е слободна волја. Тој е одлучил за поп Зоки да го прави тоа. Јас си траев, јас си молчев, јас ги гледав. Никаде ништо не сум споменал. Како му текнало на Кромидо, на мојот профил, например, да дојде да каже теорија на заговор? Ако некој не му каже, со мајца од витаминка. Тоа е. Јас ве разбирам сите, ама вие не ме разбирате. И затоа албанската популација на крајот ќе има пара. И не окривувајте ниту албанската, ниту бугарската, ниту грчката. Укривете се прво вие самите себе, македонци мои. Кога самите од себе ќе си ја признаете вината, како тоа што го велев јас за Пулс, кога родителите сите ќе си ја признаат вината како што јас ја признавам вината за Пулс, тогаш ќе дојдете до вистината за Пулс. А ти, брате Шектански, не ги навлечувај со терористички акт. Близко си. Тргни го терористички акт, тргни ги прескалките и ќе дојдеш до вистината. Исто како што велам, се додека родителите не си ја признаат вината, како јас што си ја признав вината за моите деца, со Пулс нема Пулс да се открие. Па макар за секој дете би направи, па макар и за секој дете би имало здружение. Починато од Пулс. А сега велам, се додека ние македонците не си ја признаеме вината, како дупето си го продадовме на албанската популација, Македонија нема да ја биде. Сакате верувајте, сакате ич не верувајте. И јас одговорно тврдам дека во сите овие
случување околу нас, македонците, околу Владо Павлов, стои оние што ви кажав пред малку, пара. И почит према нив. Се е слободна волја. Јас морам да ги прифатам со љубов. А вие, македонци мои, гревот ваш е поголем, кој што им служевте на таа пара албанска популација во Македонија. И кој што работевте против македонизмот, со сите злодела што ги правевте против мене. Бог, поголем грев на вас ке ви пише. И веќе ви пишува да знаете. За сето тоа што го правевте, јас го прифаќам со љубов. Поголем ќе биде гревот ваш, отколку ли гревот на албанската популација. А сега останете ми во мир, љубов и хармонија. И се гледаме викендот. Треба да го покажеме свржувачкиот материјал. Знаеш добро што сакам ти пренесам. Треба да представиме други работи. Треба да ги поврземе со високо, за да докажеме дека иста цивилизација ги градела пирамидите во Кочани и во Високо. 21 јуни нема да има манифестација, тоа што, како што гледам, 21 јуни му е резервисано на Семир Македонски, па ќе му дозволиме. Значи, после 15 години нема да се замараме со тоа. И се имаме некои други активности кои што треба да ги завршиме, како спротивставување на оние кои што сакаат да го земат нашето дело. И јавно ќе бараме од сите македонци во целиот свет да застанат во одбрана на македонизмот, во одбрана на делото на Владо Павлов. И ќе се бореме да докажеме вистината, ќе се бореме да го вратиме цвеќето на животот, мада и да е таму каде што е мојот сомнеш. Затоа што тоа е прво и основно божество кое што било на пантеомот и кое што божество и до ден денес е поврзано со мајката. Значи, цвеќето на животот е таткото. Тоа е светлината. Во еден друг период во Египет го има представено како символот на машката енергија, а во еден друг период е представувано како македонски кутлеш и нема никаква разлика. Тоест, розетната што е на македонскиот кутлеш, тоа е цвеќето на животот, тоа е символиката на негативниот јон, а додека кутлешот е символот на Богот во нас, тоест кислородот. Зато Исус Христос, ликот со просветленото знаење, божествено, а име нема се уште, ќе ви каже дека јас сум секаде. Кај да ме побарате, сум секаде. Што значи дека тој е Богот во нас или кислородот. А додека големата мајка е... Знам дека до сега никој не ви кажал и пак јас ќе го објавам прв тоа. Иако знам дека ме следат будно многу тастери, многу поклоници на Семир Македонски, а преку него и на англискиот двор, од каде што треба да дојде Антикрист, еве јавно ви кажувам прв пат. И знам дека таму ќе лајкувате сите, знам дека први ќе трчете ке Семир Македонски да му кажете: Семире, знаеш ли шо, чека да ти кажеме. Али нема проблем. Слободно носете ги моите знаења, како до сега што правите илјадници македонци на Семир Македонски, затоа што вие друго ништо не знаете, како моите кочанчани. Кога нема кого да шпионират, само оде во ова радовлочени и сам се шпионира. Тоа е моето Кочани, нели? Тоа е држава у држава. Таму не функционират законите на другите градови кај што се во Македонија. Ама ќе функционират за многу брзо време. Ќе функционират. Големата мајка е јадрото на земјата. Таа е органот исто, каде што имаме течно железо. Ако големата мајка не го додржува огништето,
тоест јадрото на земјата. Ако почне да се аби, се појавуваат озонски дупки. И кој треба да помогне на мајката, ако не нејзиниот сопруг? Затоа некогаш имало оргонски пирамиди, кои што били на нашите пирамиди како врвови. И помагали на негативниот јон, оној кој што фалел на јадрото на големата мајка на земјата. Да ја вратиме фреквенцијата на големата мајка. Да ја вратиме фреквенцијата на мајката и на жената, а не да ја понижуваме и газиме како што ви велат овие масони во црна мантија. Каде што не е ни ставено незиното име. Таткото и сино. А мајката каде е? Исто како Исус Христос. Името каде е? Нема име, нема мајка, нема љубов, македонци мои. Доаѓа времето кога повторно љубовта ќе воскресне, а веќе воскреснува и ќе се спротистави на сите оние кои што пред 2000 години ја распна на крст. Љубовта ја распна, македонци мои. А македонецо крена по Галигула и се тоа што го правеше во бањите низ Македонија. Крена кон блудот наместо кон љубовта. Погледнете сегде околу нас. Погледнете за затворените врати на нашите манастири кај што треба да имаме мир. Што се прави? И не молчете. Не молчите, македонци мои. Од трескавец во чаршеви во Охрид не носеа машка и женска особа. Ама тие се денес најсилните во Прилеп, најголемите духовни татковци. И тие ќе ви кажат, кутрите тие не знаат што значи агапи, тие ќе ви кажат, ти си грк. А агапи го има во поле на апостол Павле. Агапи е универзален збор. Исто како Александар Македонски, што е македонски и светски цар. Агапи е се да прифаќа со љубов. И се тоа што го прават, пара. Јас си го прифаќам со љубов. И не ме боле толку многу од албанската популација која што е пантеон на пара во Македонија. Ама ме боле од тие што беа меѓу нас и тие што се уште меѓу нас. А јас морам да ги прифатам со љубов. И ќе ги прифатам. И ќе останам тој што треба да бидам. И ќе го воскреснеме таткото од свеќето на животот и мајката. Големата мајка и јадрото на земјата, на кој што најмногу и требаме денес. Затоа што завршува нашиот млечен пат низ прстените на Алконе. Доаѓа нулта позиција и големиот крст. Нулта позиција. Доаѓа крајот и почеток истовремено. Овенот е почеток и крај. И пак почеток. Без љубов, без цвеќето на животот, не можеме да се додржиме во живот за време на големиот крст, за време на нултата позиција, за време на змијата која ќе јаде својата опашка и милион други хемиски и алхемиски сигнали, символи ќе ви представам. Затоа не наоѓам мајна на пантеонот на пара во Македонија. Ама на оние кои што
се биле до мене, до моите блиски соработници. И многија мана, ма морам да ги прифатам со љубов. Од денес, на овој ден, кој што е поголем ден од вчера, конечно ви давам збор дека сите оние кои што учествуваат во заговор, а се блиски мои соработници биле, и сите оние кои што учествуваат во мојот заговор за уништување и моја ликвидација, а се сопрузи на мои блиски пријатели и сопруги, и се сопрузи на мои блиски пријатели кои што се пријателки кои што се соработници со мене, и сопруги на мои блиски соработници, ќе бидат со третото правило на универзумот на игнор и прифатени со љубов. Затоа што е многу болно кога Бог ми ги покажува сите. Многу боле, македонци мои. А Бог веќе ми ги покажува сите. И морам да ги прифатам со третото правило на универзумот. И ќе ги замолам, тие се знаат и ме слушат. Ве молам, немојте повеќе да барате помош од мене. Ги молам и сите оние мои пријатели, сите оние мои браќа и сестри, ако имат духовен отец, а за мене духовен отец е само Бог, да си го слушат него. Него да си го слушат. Не можете да имате духовен отец, масон во црна мантија и да барате помош од Владо Павлов со една шака таблети. Ве молам, имате духовен отец, половинта кај мене, половинта у Франција кај Малиш. Ве молам, па зошто не ви помогне тој духовен отец? Ве молам повеќе да не барате помош преку моите блиски соработници, вие, кои што се добро знаете. Не можам да се молам за вас, ама ве прифаќам со љубов. Затоа што вие го ставивте Божјото јагне и ги зедовте сребрениците на Рим. Ништо поразлично од тогаш и од денес. Останете ми во љубов, мир и хармонија и врзумете се, македонци мои. Вечерва, 1 саат после заоѓањето на сонцето, испратете силна желба, вие кои што сте просветлени, вие кои што сте поблиски до универзумот, вие кои што го почитувате Бог, и ќе ви се врате со брзината на светлината. Оние кои што сте со негативна енергија, а сум кажал секој што е со негативна енергија лаже, ако испрати енергија, ќе му се врате со лошо. Ве предупредувам, вие кои што сте со негативна енергија и што сте тука само да го искористите Владо Павлов за ваши ситни цели, не го правете тоа вечерва, бидејќи ќе ви се врати по глава. А вие кои што сте тука со љубов и со почит кон Владо Павлов, направете го од дното на душата вечерва 1 саат после заоѓањето на сонцето. Испратете ја пораката ваша од дното на срцето и ќе ви биде вратена. Уште еднаш, вие кои што учествувавте во заговорот против Владо Павлов, ве молам, ве предупредувам, не испраќајте желби вечерва. Затоа што ако пред мене не сте се сокриле, сум ве открил, а Бог што е толку голем, знае све. Лицемерието ваше Бог не го прифаќа веќе. И од вечерва да сте ми во љубов, мир и хармонија. Од вечерва спремајте се за големото танго наречено големиот крст. Од вечерва зголемувајте ја љубовта, затоа што завршуваат последните поминувања на млечниот плат, а меѓу кои нашата земја на прстените во оконе. Да наздравеме за нултата позиција, за новата ера
и вака да се гледаме сите ние, кои што сме со дух, ум и фанатизам за Македонија и за љубов. Македонија ќе воскресне, затоа што така Бог одлучил, бидејќи таа е единствената земја од каде што треба да започне новата светлина за новата ера на Водолија. А вие, кои што се обидувате да ја затемнете и да му ја поклонете на еврејското лоби, се лажете. Еврејското лоби не е поголем од Сириуса и од Галактичката федерација. Ќе го сватите тоа многу брзо. Вие може би гледате облаци, вие може би гледате црвенило, ама ја гледам што има позади нив. Матичниот брод е тука. Да сте ми вечни живи, ве сакам сите. Љубов, љубов и само љубов. Победуваме со дух, ум и фанатизам за Македонија, земјата од каде што треба да почне ерата на Водолија и светлината која што од секогаш е била тука во времето на водачот, на Давид, во времето на таткото Филип и синот Александар Македонски. Да живее Македонија и бидете што повеќе љубов. И борете се да воскреснете женската енергија сите. Затоа што ако помогнете на женската енергија, ќе си помогнете на вас машката енергија. Затоа што ако женската енергија живее во темнина, машката енергија оде како муа без глава. Не знае кај тера. Потрудете се да воскреснете женската енергија. Затоа што нема да има повеќе толеранции во новата ера. Таа ќе биде ера на љубов, на мир и на хармонија. Таму нема да има индивидуализам, таму нема да има негативна енергија, таму нема да има егоизам. Таму нема да има овој возе Мерцедес е најубавиот дечко, а ако го видиш да бегаш 100 км од него. Затоа што новата ера сите ќе ви ги покаже. Бидејќи, како што кажав многу одамна, пози сите оние со скапи одела и лептир машна и добра ципела и Мерцедес, Владо Павлов во ерата на риба го гледа прачовекот од времето од каменото време. Такви повеќе нема да има толеранции во иднина. Ве сакам сите, ве сакам и вас, кои што учествувате да помогнете на албанската популација. Верувате дека сте успеале, окей, ама верувајте ми дека ако не успеете во вашата цел да си го завршите оно што сте го обеќале, има нешто што се вика јаболко, вишна, банана. Изберете си го мирисот само каков да биде на тој потрошен материјал. После му употреба баците. Јас со моето дело и со оно што го правам можам да бидам почитуван кај сите, затоа што Бог ги контролира и тие и тие. И Бог одлучува за мојот живот. А вие сте си го дале животот на оние кои што не одлучува Бог. Затоа во Библијата има една порака со оној со сребрениците. Што значи тоа? Тоа значи после му употреба баците. И затоа на крајо символиката беше дека духот или душата на тие кои што се продаваат се наоѓа обесен на дрво. И тоа е ваш пат. Вие сте си го избрале. И не ми наоѓате мана на мен или на некој друг. Сите ние се избираме, се е слободна волја. Не ми наоѓате мана на мене. Вашите мани и вашите проблеми решавајте си ги меѓу вас, а не на Владо Павлов затоа што ви кажува вистината. Уште еднаш, изберете си го мирисо на што да биде потрошниот материјал. Земете го од првата трафика и чувајте се го, и чувајте го и сетете се Владо Павлов што ви кажал. Да живее Македонија, љубов, љубов и само љубов.